Господин Мицковски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер и благодарам на поканата. Би почнал со двете важни законски измени, би рекол, кои се актуелни од вчера. Првиот е Законот за пратеници. Дали враќањето на јавна сцена, еве на тврдењето од СДСМ дека голем дел од вашите пратеници имаат бугарски пасоши е главната причина за поднесување на измените на овој закон, патем кој го поднесовте во 2021, мислам, тогаш повторно не го прифатија од СДСМ и од ДУИ. Па, самото тоа што вие го кажавте во вашето прашање доволно говори за карактерот на СДСМ како политичка партија. Тие доколку има вистински намери, доколку навистина нешто мислат и веруваат во тоа што го зборуваат, ќе го прифатеа уште тогаш предлог законското решение. Па да, кога зависеше од нив. Да. Но каква е суштината? Суштината е дека они очигледно сакаат да прават пародија и естрада од целата оваа состојба, поврзана со законското решение. Но ние мора да бидеме, би рекол, сериозни и концентрирани на дневните предизвици со кои што функционираме и јас и владата, и така што мојот совет би бил да се консултираат правни експерти, посебно кога зборувам на правни експерти, мислам на експерти од уставно право, бидејќи многумина со кои што овие неколку дена поразговарав ми тврдат дека било какво вакво законско решение може да биде спротивно на уставот и неуставно. Така што наместо да одберат да прават естрада, добро би било да видиме, да најдеме некоја правна логика и уставна логика, дали се тоа има прва логика, па потоа да отвориме дебата по ова прашање. Освен уставноста, што се отвара како дилема, нели, тоа што во јавноста отвара прашања, би рекол, е како ќе се утврдува дали некој од актуелните или од идните пратеници има двојно државјанство, патем што ќе се случи со тие кои што од актуелниот пратенички состав кои што веќе се избрани. Па токму тоа зборувам, а тие се избрани од народот и според уставот секој има право да биде биран и да го мислам да биде секој има право да биде биран. Да. Еве вака да бидам попрецизен. Затоа велам, кога велам дека треба да се консултираат со уставно-правни експерти, тоа навистина го мислам. Јас не би навлегувал во понатамошна дебата поврзана со овој закон. Имам чувство дека овие истите го штеднашка годбија, кога можеа да го усвојат, кога можеше да нема повеќе потреба од оваа дебата, да важи од некој следен состав на парламентот, ако тогаш го усвоја, кога ВМРО ДПМН пратеничката група го предложи. Сега ќе можеше да има сосема поинаква реалност, но тогаш тие го одбија и сега тоа нивно лицемерие нема крај, па тие лицемерието полека, но сигурно го претварат во естрада. Затоа не гледам логика да се коментира суштината на темата, се додека уставно-правни експерти не се произнесат по ова прашање. Јас мислам уште барањето да важи и за именувани и избрани функционери, кои што е доставено од опозицијата. Токму тоа зборувам, затоа велам. Значи целиот пакет може да биде проблематичен. Токму тоа зборувам, мораме сериозно да пристапуваме кон работите. Јас разбирам дека во отсуство на креативност, во отсуство на паметни идеи и нешто што би било додадена вредност, се обидуваат да банализираат, да прават вакви гимнастики, но мојот совет би бил и до едните и до другите во парламентот да се консултираме со уставно-правни експерти да дадат тие своje мислење дали има логика да се продолжи понатаму или воопшто нема логика па да се напушти таа идеја. Мислам дека ситуацијата барем уставно би требало да е почиста во измените во законот за влада со кој се укинува техничката влада по редовните избори во 2028, нели за тие наредни кои што ќе бидат. СДСМ се закани дека ќе напушти дури и работната група за изборниот законник ако се донесат овие измени без консенсус, односно без нив, а тие се против. Филипче вели дека се уште нема услови за фери демократски избори без техничка влада. Очекувате да остварат оваа закана, па дури и да применат други методи на бојкот? Не, видете, би сакал накратко да дадам еден осврт поврзан со двата дела од вашето прашање. Прво, доколку одлучат да ја напуштат работната група која што работи на новиот изборен законник, тој е нивна одлука. Да. Исто како што беше одлука да не дојдат на последната лидерска средба. Доколку раководството на СДСМ одлучило да изолира партијата, тоа е одлука на раководството. Ако тие мислат дека на тој начин ќе привлечат внимание,
ќе магнетизираат поголема поддршка и гласачи. Тоа се е нивна одлука, јас тука не би сакал да се мешам, но работната група и без СДСМ има кворум да работи во делот на измените на изборниот законник, кои што впрочем се однесуваат на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, кои што значат по-фер избори. Сега малку делува, би рекол, наудничаво сето ова. Од една страна велат нема услови за фер, а од друга страна не учествуваат или се закануваат дека нема да учествуваат во работна група која што треба да ги направи по-фер изборите, иако локалните избори беа навистина, би рекол, скандинавски. Сега кога станува, кој што ги оваа влада која што ги организираше, кога станува збор за законот за влада, каде што се укинува техничката влада, тука е јасно, тој е имплант кој што многу од уставноправните експерти рекоа дека е спротивна на устав и така натаму и така натаму. Ние пред неколку години имавме поширок консензус на политичката сцена дека техничката влада тоа што за кое што била наменета веќе го одработила своето и дека веќе нема никаква потреба од техничка влада. Впрочем и самиот СДСМ беше согласен дека е тоа така. Но еве тоа да го оставиме на страна. Јас во вашето студио пред 2 дена, мислам, или 3, го слушав претседателот на СДСМ кој што вели дека откако тој ја превземал партијата, успел да ја консолидира и откако успел да ја консолидира, тоа е препознаено од многумина интелектуалци, професори кои што на дневна основа се приклучуваат во телата на СДСМ како политичка партија и дека тие се подготвени да одат на избори било кога и дека на тие избори очекуваат да победат. Измените во законот за влада велат дека на следните парламентарни избори останува да важи техничката влада. Тоа подразбира дека како што беше на изборите во 24-та, на изборите во 20-та, на изборите во 16-та, така и сега, на следните избори, парламентарни, останува техничката влада. 100 дена. Да, јас 100 дена пред одржување на изборите, како политички претседател на владата, давам оставка, доаѓа технички премиер, го бира парламентот, опозицијата, односно СДСМ учествува со своји кадри во рамките на владините тела, министерства, заменици министри и така натаму и така натаму. Значи мора јавност ова да го знае. Ова е факт дека на следните избори ние ќе имаме техничка влада. Бидејќи самиот претседател на СДСМ вели дека се тие толку силни, организирани, луѓето го препознаваат тоа, се приклучуваат кон СДСМ, видни интелектуалци, професори и така натаму, предпоставувам на следните избори на кои што ќе има техничка влада, тие ќе победат. И ќе формираат политичка влада. Законот вели дека од тие избори потоа нема да важи. Тоа значи дека тие кои што ќе ја предводат владата после победата на следните избори, веќе ќе немаат техничка влада, ќе можат да си владеат со владата, ќе може да ја управуваат државата и така натаму. Тоа се законските измени. Тоа е суштината. И сега, ако ние веруваме дека сме зрела демократија и зрело демократско општество, ако ние веруваме дека навистина техничката влада си го одработила своето и застануваме позади овој концепт, при тоа ризикувајќи дека вака, како што вели тој, мобилизирана, екипирана СДСМ, на која што секојдневно и се приклучуваат интелектуалци, професори и така натаму, победува на следните избори, тоа значи дека на тие избори после следните ние ќе бидеме опозиција, а тие ќе бидат влада. Така што јас навистина не можам овие, би рекол, тези кои што излегуваат без никакви аргументи, без никаква логика да ги разберам. Добро, можете ли тогаш, еве, ако од сето ова можам да заклучам дека можеби условно стравот е од предвремени избори, во моменти кога СДСМ колку да се прават консолидирани анкетите, тоа го покажуваат дека е спротивно, дека може да организирате предвремени избори на кои што СДСМ според тие анкети не би освоило она што практикува или што би сакал, а Филипче на тој начин
би изгубил и лидерската позиција во СДСМ, па затоа е овој отпор кон техничката влада, односно измените, па дури нека се и за таа следна. Токму тоа и да има следни предвремени избори, во што еве јас многу пати сум рекол дека не сакам предвремени избори, дека имаме мандат од граѓаните, треба да работиме, да испорачаме реформи, ќе има техничка влада. Без разлика дали изборите ќе бидат предвремени или редовни, ќе има техничка влада. На следните парламентарни избори ќе има техничка влада. СДСМ ќе има свој технички министер во владата, министри, двајца, нели, едниот е за внатрешни работи, другиот е социјална политика, сега демографија и млади. Така му доаѓа и дополнителни по новите. Другите земјоделци. И ќе има значи следната влада, без разлика дали тоа ќе бидат редовни или предвремени, овие измени овозможуваат да има техничка влада. Бидејќи се силни, без разлика на анкетите, еве тие велат дека имаат анкети, сме губеле 150.000 гласа, тие го кревале својот потенцијал, им се приклучувале луѓе, интелектуалци, професори, токму тука ја даде таа изјава во ова студија. Тоа значи дека на следните избори тие ќе победат и потоа ќе можат нормално да се организираат некои идни парламентарни избори во кои што ние ќе бидеме опозиција, ако се толку сигурни. Добро. Имате ли појасна слика сега кој се ќе си замени или ќе ротира во вашата влада во реконструкцијата што ја најавивте за следниот месец или евентуално јуни? Прашањето го поставувам бидејќи министерот Алио излезе со тврдење дека вице-премиерот Арбен Фетај воопште не доаѓа на седници на владата, па ќе биде ли тој реконструиран? Јас ги анализирам состојбите, но сега сум фокусиран на она кое што се вика внатрешно организирање во самото ВМРО-ДПМН, тоа што го најави веднаш после Конгресот, дека во текот на месец април, најдоц на првата половина на мај, мојата цел е да ги заокружам, да ја заокружам структурата во рамките на ВМРО-ДПМН и од, еве да речеме, втората половина на мај и јуни, заедно со коалиционите партнери да направиме поместување доколку тоа видиме дека е потребно, одредени ресори, одредени имиња ги промениме, ги ротираме и така натаму, значи тоа би требало да биде еден поголем холистички пристап. Но во овој момент на таа тема само анализирам, не би можел да кажам дека имам било каков заклучок, но дека ќе има промени, тоа е факт, ќе има промени. Бидејќи го спомнавте вице-премиерот Фетај, да, ние разговаравме, јас и тој лично, и тој лично ми пренесе дека во иднина нема да се гледа повеќе во владата, која што јас ја предводам, тоа беше уште пред можеби неколку недели. Тој рече дека ќе се врати во Брисел, имајќи го предвид неговото образование, неговото искуство во рамките на институциите во Брисел, јас мислам дека можеби би била добра можност да биде тој некаков специјален пратеник во рамките на Европскиот парламент, во рамките на бриселската администрација, така што се уште размислувам за тие околности, но да, тој самиот мене ми го кажа тоа дека во иднина планира да се врати во Брисел, каде што планира да го продолжи својот професионален живот и се става на располагање доколку може да помогне. И во рамките на тој разговор некако нашето заедничко мислење беше дека неговото искуство, образование и неговата работа таму треба да државата и владата ги искористи. Во овој блок уште едно прашање од областа на правосудството. Ве прашувам како ја оценувате сега работата на новиот државен јавен обвинител Ненад Савевски по одредени чекори што се направија во обвинителството? Имате ли уште некое, вие како што го нарекувате, чувство дека треба да постапи? Па рано е уште да даваме било какви квалификации, мислам дека ниту месец дена не се поминати. Да почекаме да помине одреден период за да можеме да дадеме повеќе заклучоци. Јас, како што кажав, лично не се познавав со новиот државен јавен обвинител, но препораките кои што ги добивав од неговите колеги и од судството и од обвинителството беа навистина исклучително воредни, односно највисоки. И врз основа на тие распрашувања, врз основа на биографијата, врз основа на сведочењата, дојдовме до еден заклучок како ВМРО-ДПМН коалиција во рамките на парламентот да ја поддржиме неговата кандидатура. Се надевам
еве да одам чекор понатаму, убеден сум дека тој ќе оправда таа доверба. Бидејќи нема друг избор, на граѓаните очекуваат правда и цениме дека тој како државен јавен обвинител е еден од тие кои што треба да донесат таа правда. Вчера се вратите од Австрија, но прашањето околу надворешната политика би ги ротирал пред се поради двата настани кои што ставија главно обележје во меѓународната и македонската надворешна политика, изборите во Унгарија и Бугарија. Во официјална Софија сега би требало да имате стабилен партнер, како што баравте во изминатите 2 години, 4 влади се сменија преодни речиси сите, па какви се првичните сигнали? Па видите, јас следниот ден му се јавив на господин Радев, му честитав, бидејќи треба да се почитува волјата на граѓаните, таа беше недвосмислена, јасна, така што посакувам успешен мандат, посакував и тогаш и сега добрососедски односи. Ние сме секогаш подготвени за диалог, ние сме подготвени да разговараме, да го надминеме оној спор кој што не знам од каде се случи. Иако нивната официјална позиција е дека постои некаков предлог кој што бил прифатен од претходната влада и дека тоа е доволно за да кажат тие дека нашле решение. Јас не мислам дека е тоа доволно, бидејќи ако било доволно до сега ќе се решело. Така што јас сум подготвен да седнам, да разговарам и да најдеме одржливо решение кое што на долг рок ќе значи интеграција на Македонија во рамките на Европската Унија, процес од кој што најмногу можеби би добил нашиот источен сосед, односно соседна Бугарија. Повеќето аналитичари, па и од ова студио велат дека ние сега треба да продолжиме и да земеме засилена дипломатска, би рекол, офанзива или барања за средби, за решенија. Ќе им понудиме ли ние, како што вели председателката Силјановска Давкова, некакви креативни решенија за да тоа полесно помине во бугарската политичко општество и сцена? Јас не мислам дека во моментов моето доволно политичко искуство вели дека во моментов јас не мислам дека тоа ќе биде еден од првите приоритети на идната бугарска влада. Без разлика на тоа колку и ние да се трудиме да нудиме креативни решенија, инаку да, во право е председателката кога вели дека треба да нудиме креативни решенија и ние нудиме континуирано овие 2 години од како сме влада скоро, не цели. Континуирано бараме средби, разговараме со нашите партнери од Брисел. Малку сме, како да кажам, во една дилема, бидејќи кога ќе побараме преку нашите партнери во Брисел билатерална средба, тие велат нема што преку Брисел, треба директно да разговараме. Кога велиме добра, ајде директно да разговараме, тие велат ова е европски предлог. Така што една, вака би рекол, хаотична, конфузна состојба, но тоа кое што ние треба да го препознаеме е следно. Прво треба да сватиме дека ние дома мораме да си завршиме нашата домашна задача. Кога велам нашата домашна задача, тоа значи да си ги направиме реформите кои што се поврзани со реформската агенда, да направиме Македонија да биде подобро место за живење. И во таа смисла, од последниот извештај кој што очекувам многу скоро да биде објавен од страна на Европската комисија, имаме исклучително голем напредок во испораката, бидејќи континуирано, буквално континуирано, работиме со колегите од владата за да ги испорачаме тие индикатори кои што се дел од индикативната листа содржана во реформскиот план. И тука тоа зависи од нас, тоа не зависи од никој друг. Така што, ајде ние дома да си ги решаваме работите, да станеме посакуваниот ученик во оделението, па потоа да разговараме. Вака, ако мислиме дека по линија на помал отпор ќе поминеме, со тоа што ќе бидеме снисходливи, ќе коленичиме, ќе подпишуваме бели листови хартија, така далеку нема да стигнеме. Знам дека е тешко, проблем има многу, знам дека трпението е се помало, знам дека и граѓаните се нестрпливи, логично е, поминати се децении, за жал поминати се многу политички елити кои што своите најчесто политички мандати ги завршуваат со многу сомнежи за криминал, корупција, неуспех и слично. Но суштината на нашата работа е токму таа. Проблемите да се решаваат, да не се создаваат нови, ќе треба време, точно,
Но јас не можам да ветам дека ќе прифатам тоа кое што е спротивно и на моите убедувања и спротивно на тоа во кое што верувам, затоа што мислам дека тоа што го направи претходната влада представува историски најголемата капитулација која што некогаш некој можеше да ја направи за македонскиот народ. Вчера бевте во посета на Австрија, реков канцеларот Штокер вели време е да ги оставиме зад себе различните гледишта, да делуваме стратешки за Македонија и за целиот регион, кој што не може да дозволи да го пропушти овој геополитички момент. Дали Штокер ви представи некои идеи? На ова би се надоврзал и со изјавата на шефот на белгиската дипломатија од Скопје, кој што исто така порача дека треба некакви гаранции да и се даде на Македонија? Австрија е наш поддржувач. Истото тоа го направи министерот за надворешни работи на Белгија. Тие се наши огромни поддржувачи и тука не треба да имаме никаква дилема. Сите се погласно зборуваат за концептот на градуална интеграција, односно постепена интеграција. Јас не би можел повеќе да зборувам, бидејќи немам ништо конкретно. Сето тоа е поврзано на разговор. Суштината ми е јасна. Но мислам дека дури и една таква градуална интеграција за нас нема да почне, доколку една од членките биде против. Последно кое што се погласно се зборува е за тоа мнозинство, кое што квалификувано мнозинство QM majority, како го викаат, кое што се погласно се зборува дека ќе биде дел од овој пристапен процес. Доколку тоа се случи, тоа е веќе нешто друго, бидејќи голем број од процедурите во рамките на Европската унија токму со такво мнозинство и се гласат. Доколку тоа се случи, тоа би значило отворена можност и ние таа можност не смееме да ја пропуштиме. Затоа треба сега да ги сработиме овие работи што се домашна задача, за да дојдеме до тоа. Еве ќе ви дадам еден пример. Ние заедно со нашите партнери во Европа, ова не сум го зборувал, можеби не веќе го кажам сега, мислам дека нема да наштетам ништо доколку го кажам. Ние со нашите партнери работевме на изработка на акцијскиот план за малцинство. Заедно со нашите партнери, по нивна препорака. Како тие рекоа во Брисел, ние така работевме со експерт од Страсбур за човекови права. Буквално целиот процес, чекор по чекор, го работевме како бевме советувани. Една земја членка го блокира. Тоа е повторно нашиот источен сосед. Но не е само тоа. Тој акцијски план за малцинство нас не е потребен. Еве утре ние да одлучиме да влеземе во уставни измени, доколку тој документ не биде усвоен, ние повторно не можеме да продолжиме со преговорите. Тоа е само уште еден индикатор дека ова не е последно. Дека само политичари кои што водеа екзибиционистички политики, лековерни политики, мислеа дека на тој начин ги решиле работите. Не е така. Еве ќе ви дадам втор пример. Еве јавно ќе го кажам. На покана на нашите стратешки сојузници, Соединените американски држави, понесовме апликација за асоцијативно членство во иницијативата Трите мориња. И таму сме повторно од страна на Бугарија блокирани. Не е работата наивна. Само наивни политичари, мекотелни политичари мислат дека оваа работа со тоа што бел лист ќе потпишат на хартија или пак ќе клекнат на колена, мислејќи дека на тој начин ќе ги решат работите, ги решава, мислат дека се реши. Не е така. Ја слушав претседателот на СДСМ, го слушав овдека во вашето студио, ние сме ги провоцирале грците и бугарите. Ништо не сме направиле. Со што ги провоцираме? Со тоа што градиме гасовод со Грција, со тоа што зајакнуваме преносни линии со Грција, со тоа што направивме нафтовод кој што 2 децени беше цевка која што регисуваше, па сега ние поврзува рафинеријата со Солунското пристаниште. Со тоа што го одглавивме коридорот 8 кон соседна Бугарија, со тоа што сега ќе модернизираме пругата во западниот дел, со тоа што конечно почнавме граничниот премин во Берово, Клепало, да го конечно и они донесе одлук. Ние не провоцираме никого. Не е провокација ако се борите за вашиот идентитет и за вашиот став. Тоа е принципелен однос. Рековте домашни задачи, дома да се работиме, но во јуни истекува и она джокер, дополнителна година што ни ја даде Европската комисија за исполнување на реформската агенда од планот за раст.
ќе успееме да ги добиеме, да ги реализираме европските пари и овој датум да го запазиме во реформската агенда? Не сите, но најголемиот дел да. Има дел од индикатори кои што свесно нема да ги исполниме, како што е јавно ќе кажам, либерализацијата на пазарот на електричната енергија, прифатен од претходната влада, дел од индикативната листа, свесно тие средства, мислам дека се околу 8,5 милиони евра, нема да ги исполниме, затоа што доколку го либерализираме пазарот на електрична енергија, цената на електричната енергија за домакинствата, односно пазарот е либерализиран, да не се изразам погрешно, ако државата не ги снабдува целосно количините кои што ги трошат домакинствата. Тие велат да ги спуштиме до 70% тие количини. Ако ние ги спуштиме до 70, а 30% други трговци го снабдуваат со електрична енергија снабдувачот, тогаш цената на електричната енергија за граѓаните ќе биде 25 до 30% поскап. Тоа ќе повлече нов бран поскапувања, инфлација и така натаму. Тука свесно, рековме, ризикуваме тие 8,5 милиони евра да ги изгубиме и свесно рековме дека тој чекор нема да го исполниме, а се останато е дофатливо. Само да напоменам, третина е грант. Тоа треба да го знаат граѓаните. Од тие суми кои што ги гледате, третина е грант. За целиот регион. Да. Останатите се меки кредити кои што почнуваат да се отплаќаат од 2032. Значи, третина се средства кои што се неповратни. Тоа мора да го знаат граѓаните. Но не е тоа толку важно во случајот. Важно е дека на тој начин, кога правите реформа и кога сте први во одделението најдобри, покажувате дека вредите, покажувате карактер. Ако билатералните прашања се и понатаму услов, тогаш не е наша вината. Тогаш вината е на некој друг. Денеска слушавме дека и гасот е поевтини. Не, тоа е течниот газ, оние што се во боци. 5 литра по 5 денари по литар. 5 денари по литар, но слушаме постојано критики на ваша сметка дека со сите инструменти што ги имате, не се справувате добро со кризата, зборувам за критики од опозицијата, велат дека одредени производи поскапели до 300%. Што е тоа следно со кое што можете да ги побиете ваквите тврдења? Епа, видите, тоа се само два параметри, две бројки кои што јас можам да ги кажам. На тоа е дека инфлацијата кога беше кризата во 2022 година во истиот месец, бидејќи отприлика во ист месец почна кризите и тогаш и сега, е 2 пати поголемо од сега. А овој период март и април се споредуваме со минатогодишните март и април кога имавме тогаш мерки со замрзнување на маржите. И тоа потоа ни се прелеа во месеците кои што следеа и практично ефектот беше само краткотраен и ние свативме дека на тој начин не се решаваат проблемите. Ако тогаш инфлацијата била над 10%, сега е 4,5-4,9. Второ, излезе Меѓународниот монетарен фонд. Меѓународниот монетарен фонд јасно кажа дека ние како држава сме трета во Европа според мерките кои што ги применивме визави процент од бруто домашниот производ. Не го кажува тоа Христијан. Тоа е прво. Второ, тешко се живее, точно, да. Никој не вели дека се живее лесно. Тешко се живее во Германија, сега се враќаме од Австрија, тешко се живее во Австрија. Таму пак литар бензин и дизел се над 2 евра, па сега морале да ослободат околу 50.000 барели од државните резерви за да може да амортизираат цената. Секаде тешко се живее. Да, и тогаш стандардот во Германија, Франција, Италија, Австрија и така натаму бил поголем од тој што бил во Македонија. Но прашањето е дали таа разлика се намалила. Ако ја мерите тогаш и сега, двојно се намалила. Има нови таргетирани мерки? Затоа што често, да, ќе има и тоа ќе кажам. Често пати велат да, ама со нашата плата колку литра можеме да купиме. Точно. Да, со нивната плата ќе купат повеќе литра. Но дали таа разлика е зголемена спореден со тогаш или е намалена? Драматично е намалена. Тоа е успехот во мерките и тоа е успехот во политиките на оваа влада. Инаку Германија, Франција, Италија, Австрија, Унгарија, Словенија, да, повисок стандард имаат од Македонија многу. Но тоа е политика децениска, можеби вековна. Ако некој очекува дека ние за 2 години ќе вратиме годишно по 2,5 милиарди евра долгови на претходната влада,
дека ќе враќаме солидарен данок кој што е неуставно земен. Ќе ги почитуваме сите колективни договори, еве вчера излезе Државниот завод за статистика, нето платата за 7,5% поголема. Дека ќе успееме да ја намалиме буџетската дупка, дефицит од 4,5 на 3,5%. Дека 6 квартали ќе имаме 3,5% раст реален на бруто домашниот производ. Тогаш јас навистина не знам што да зборуваме, а од друга страна да бидете критикуван. Критиката е позитивна. Јас ги слушам граѓаните. Те имаат право да критикуваат и треба да не критикуваат. Затоа што навикнати се на политичари, неработници, луѓе кои што се обременети со криминал и корупција и свесен сум дека немаат трпение. Но ние треба да имаме трпение и да работиме. За крај само за мерките? Дополнителни се таргетирани. Дополнителни мерки, да, ќе има, иако ние навистина до сега прилично многу го изложивме буџетот и ќе треба да видиме, бидејќи еве веќе втор месец завршува од кризата, која што е историски најголема според Светската енергетска агенција. Оваа криза е поголема од она во 22-та и од двете кризи во 70-тите години заедно, а ние сме таму каде што сме и сега рачунајте да имате по 30, 40, 50, 60 евроценти по литар поевтино гориво од соседите. Тоа е успех. Дали е доволно? Не е доволно. Дали тешко се живее? Да, се живее, но ќе се бориме да биде подобро. И некои генерации се надевам дека ќе направат да имаме стандард подобар од тој кој што го имаат германците или французите или австријците или... Добро, Христијан Мицковски, гостин во тема на денот во Дневникот на носител, ви благодарам. Ви благодарам на поканата.